Почитувани представници на медиумите, почитувана јавност. Даниел Арсовска продолжува со своето скандалозно однесување, несоодветно на позицијата која има. Неодговорноста и лошото менаџирање на Даниел Арсовска во Скопје повторно излегува на виделина. Се потврдува дека Арсовска е кума на хаосот во градот Скопје. Арсовска се уште не поднесе буџет за 2025 година во законски предвидениот рок. Поточно, 10 декември, како што велат правните норми, со што го става по знак прашање целосно функционирањето на градот Скопје. За илустрација, според календарот, рокот во кој градоначалникот доставува предлог буџет до Советот на град Скопје е најдоцна 10 декември. Факт е дека тој рок истече, а Даниел Арсовска се уште спие. Ова досега се нема случајно во историјата на град Скопје и ова неодговорно однесување на Арсовска го блокира нормалното функционирање на градот. Арсовска продолжува со обвинувањата кон секој и сешто, и сите останати и се виновни, додека таа се занимава со се и сешто, но не само со тоа што е нејзина работа. Коалицијата Арсовска Дуи Левица продолжува со црни и штетни сценарија поради нивни лукративни причини, а штетните последици од неоденесувањето на буџетот ќе ги сносат граѓаните. Доколку не се донесе буџетот, следната година град Скопје ќе биде целосно блокиран и нема да може да функционираат јавните претпријатија и установите во град Скопје. Клучните претпријатија за градот како комунална хигиена, ЈСП, водовод, градски паркинг, дриста, паркови зелениво, улици и патишта ќе бидат блокирани, што во целост ќе се закочи цел град. А за тоа Арсовска мора да е свесна и мора да преземе одговорност. Советничката група на ВМРО-ДПМ ја повикува Даниел Арсовска да се освести веднаш да пристапи кон решавање на овој проблем. Граѓаните на Скопје не се виновни за хаосот што го прави Арсовска. И Скопје не сме да биде заложник на Арсовска и коалицијата СДС, Дуи и Левица.